Околу 100 сообраќајни знаци се оштетени или украдени во изминатиот период, а некои се искорнати заедно со столбчињата на кои биле поставени. Ваква слика може да се забележи низ кочанските сообраќајници, а особено критична е улицата Теодосија Паунов, на која се забележува најголемо оштетување на овој вид патна сигнализација. Од Општинскиот инспекторат за сообраќај информираат дека тие постојано се на терен заради утврдување на состојбата, но како што велат, оштетување има скоро секој ден и тие немаат капацитет да ги санираат истите. Сообраќајните знаци вообичаено се набавуваат со тендерска постапка според потребите на општината, но поради зголемениот број на оштетувања се јавува недостаток за нивна навремена обнова. Тендер за набавка на нови сообраќајни знаци последен пат беше распишан во март минатата година, а веќе една година подоцна се јавува потреба за нова набавка. Општинските власти веќе ја подготвуваат документацијата за нов тендер со што би се обновила постоечката сообраќајна сигнализација. Во просек, за еден знак од буџетот на општината се издвојува по 50 евра народни пари и поради тоа граѓаните одговорно треба да се однесуваат и да не ги уштетуваат поставените знаци. Во просек, за еден знак од буџетот на општината се издвојува по 50 евра народни пари и поради тоа граѓаните одговорно треба да се однесуваат и да не ги оштетуваат поставените знаци. Покрај материјалната штета која се јавува со оштетување на сообраќајните знаци се загрозува и безбедноста во сообраќајот. Необележани сообраќајници може да направат дополнителни проблеми во сообраќајот, што може да резултира со несреќи, па дури и загуба на човечки животи. Оштетувањето на сообраќајната сигнализација се покажа дека представува голем проблем за општината. Сепак би било добро надлежните институции да ги откријат сторителите на овие вандалски чинови и истите соодветно да бидат казнети.